За ваков викенд ми збореше дека сме сакале одамна, тоа ти беше муабетот, Ниџо? Демек ваков викенд не сме имале одамна, возбудлив, тоа ли ти фалеше у MotoGP? Среќен си О, сега. али е тркање, да не знаеш кој кај тера, не знае, па. И сега Ниџо што сакаме? Сакаме досадни трки или сакаме ваков хаотичен викенд кој што нит се знае кој пие, кој плаќа, нит кој јаде? Ништо. Знаеш, долго време, колку 24 сати, после тоа 30, не е битно колку. Си мислам што беше тоа што уствари беше толку добро, така уствари тоа е причината за која што гледаме трка емоцијата. Тоа видовме еден куп емоции. Значи, ми се допаѓа како го срочува. Всушност ние бараме емоција, не бараме роботи кои што ќе водат у милисекунди најпрецизно, најточно, туку бараме емоција и бараме андердог приказна, ако ништо друго. Мислам, секој пат кога знаеш кој победува, се дивиш, се е супер, ама те остава така некако малце порамнодушен. А вака кога имаш некоја херојска приказна за неверојатен подвиг кој што никој жив не очекувал, и она што е најако, усари, се враќаме на периодот кога се посетувавме многу често дека никој не може да предвиди како ќе заврши трка на MotoGP, кој што за нијансто стануваше многу попредвидливо изминативе трки, изминативе викенди оваа сезона, но не и на Леман и трката во која што после 54 години прв пат победи французин. Од 54-та година, после 70 од 54-та, 70 кусур години. Да, од 54-та година, 70 кусур години. Денеска на social Зарко го сподели, не сподели на словната страница на локален магазин за мотори во Франција, во 54 издание издаден 54 година по победата на французинот на тој пред него што победил на Леман. Замисли која историја испише и он денеска. Мада нема да биде историја ако наредна година тепа пак, не знам, Фабио или он, не е битно, ама ова што гледавме, што бевме сведоци на ваква шоу, на ваква трка, на ваква животна епизода, веројатно ова е за него и неговото семејство, нели, пред се најбитниот ден, веројатно, до се нивните животи, ова ги засенува и неговите две титули во Мото2 и победата на Филип Ајланд со Дукати пред 2 години и така натаму. Мислам дека вакво шоу не памтиме, нити он ќе памти веќе, пошто не се повторува вакво нешто. Мислам, не збориме за случајно добиена победа, зборуваме за 20 секунди, односно колку, 12-13 секунди набиени у 16 круга, значи скоро секунда по круг бегаше на најголемиот Маркес. Да, она што не смее да биде заборавено е не е дека имал среќа и имал добра одлука во тактиката, туку дека и без таа одлука, во смисол да, нели, хаосот и слично, неговите кругови, возењето на оваа патека стварно беше неспоредливо подобро од било кој друг кој што остана на патеката. Значи, не зборуваме сега Квартараро, Джек Милер кој што падна и така натаму, зборуваме за сите оние кои што успеа на крај да завршат, 16 од нив и само еден почесен надвор од бодовите. Некој што може слободно сеират да му нема солна рана на некој да му нафрла се на некој фан. Тоа беше очено издание. Мислам, пази, не по негова вина, ама како влета у целата таа збрка, мене ми е се уште чудно. Он не беше далеку од првите 10 на стартот, дури и во првата кривина, ама во втората кривина веќе он се изгуби негде таму на средина, дојде баш кај што он премногу успоруваше за разлика од другите, просто кажано. Не знам дали се сеќаваш. За сите вие кои што не можеби не знаете зашто правиме ова, не читаат мисли. Сите оние што не читаат мисли, да, ова се однесува на Бања. Се извинувам за еуфоријата што ме носи уште што ме држи. Значи, он беше премногу предпазлив. Значи, кога останатите на суви гуми успеа да влезат во кривина пред него, а он на гуми за влажно, дали беше
сакаше да избегне хаос некој, пошто виде дека се сите нели со гуми за насува, очекуваше можда да пролизгуваат тука. Предпоставувам дека за тоа се работи, немам објаснување друго. Иначе би требало со неговите гуми барем колку толку да има некаков грип, не знам. Ајде, нема толку нагазна површина као сликовите мапа, има поголема сигурност да закочи тука како сака, нели? Немам објаснување, ајде, може да ти слушнеме деновиве зашто тоа се деси, ако објаснат уопште или само ќе го препишат на некаков си фрик екседент, не знам. Мислам дека полека, но сигурно повеќе сакам да гледам вака изливи на емоции и тактики кои што не се на убер милисекунда ниво, во смисол притисокот -1, -2, +1, +2 на гумите, туку едноставно, окей, добра одлука, не е добра одлука, успевам да извоздам, окей, знам дека гумата е софт или е медиум и ќе се распадне и нема да се распадне и така натаму. Мислам, си бара стратегија, си бара тактика за возење, не дека не, но она што е многу добро во вакви услови, покрај тоа што не посакувам на никој да му, знаеш, да биде во вакви услови, пошто е неблагодарно да му посакаш на некој да биде во ваков хаос трка, со променливо време, со промени на мотори, со паѓање многу. Меѓутоа, она што многу ми се допадна е нивелирањето на перформансите на моторите. Значи, во вакви услови ти вика, окей, сега е до возачот. Нити е до сетапот на моторот, нити е до машината, нити е до аеродинамиката. Ајде да видиме сега кој знае што знае да вози. Вклучувајќи ја тука и тактиката, не само техниката на возење, туку и тактиката, и изборот, и ризикот, и така натаму. Меѓутоа, ми се допадна трката од тој аспект, затоа што ги стави сите возачи на исто рамниште. Затоа што го стави Алдигер повторно да го зборуваме, затоа што не е заради Дукатито. Еве ни докажа дека некој некаде видел нешто во него многу добро, и очигледно дека дечкото млад, неискусен на Дукати, на најдобриот 24-ка, ти реков, не рече, значи вчера кога успеа да извозе, окей, да не го занемарувам и подиумот во саботата, нели, далеку од тоа дека е занемарлив, меѓутоа кога успеа дечкото вчера на дожд со толку малку, он е шпанец. Шпанци немаат искуство на дожд. Мислам, да бидеме искрени, млад шпанец нема толку искуство на дожд. Пети викенд со тој мотор, прв пат вози, ако не се лажам, на дожд и да извози така, шести. Пак и утниме прошлиот пат утнавме сега пак. Значи шести викенд, прв пат на дожд, ако не се лажам. Да. Тој мотор, значи фул сесија и така натаму. И затоа ми се допаѓа овој момент. Не така секој викенд би сакал да биде вака, пошто не е баш, нели. убаво да се возат вакви трки и покрај тоа што една-две во сезоната е супер, меѓутоа ајде да видиме кој е кој. Нормално се случуваат грешки, милисекунди се во прашање. Квартараро направи една таква, која што не може да се постои, покрај тоа што излезе на сликови, рече дека не зажали за одлуката што излезе на сликови, извозе еден подолг круг и се врати, го стигна Маркес, кој што немаше извозено подолг круг, исто на сликови, му се закачи на него и мислам дека на крбот на црвено дел, на мокар дел зафати и му се лизна моторот, падна, ако не се лажам. Тоа беше тројца возачи во исти момент, и Марк Маркес мрдна моторот, Квартараро падна и позади него уште некој се измрда на истата точка. Види, она што го кажа дека факт е дека човечки фактор одлучуваше сега и за стратегијата и за самото возење многу повеќе него на претходните трки. Нормално дека во MotoGP секако возачот и тимот и така натаму ги чинат и успесите и поразите, ама овде беше многу повеќе битен тој фактор од машината. Ако зборуваме човек против машина, човек на машина, гледаш колку се тоа не раскинливи две комбинации, тоест една комбинација на два дела. Ако Дукати е познат по тоа што има толку моќни компјутери кои што покрај тоа што им помага да го дизајнираат самиот мотор, нели камерата од позади го снима, ја снима позицијата на телото на возачот, па и тука прават штелување на самиот сетап на моторот и така натаму, дури и во стратегијата сигурен сум дека им помага
како тоа компјутерот да процесира кога е право време да се направи било што. Сега се израмнија тие предности artificial и дојдовме до една воžња која што мене ме потсети на оние легендарни воžњи на Сена во Монте Карло, кога влегува во тунел и кога, мислам, оној тунел на визијата, не буквален тунел. Да, пошто Монте Карло има тунел. Да, затоа го кажав тоа. И едноставно се исклучува од се околу него и он е веќе во некој се друга димензија, беше тогаш покојниот Сена, а и така ме потсети Зарко на такви бравурозни воžњи кои што се случуваат може еднаш у кариера, а ти на таква атмосфера, во такви услови на дожд, со гуми кои што веќе 8 круга поминаа неговите гуми. Не беа тазе како на Маркес и на останатите кои што влегоа во претходниот круг да менуваат, значи возеше они на суво со тие гуми, значи издржал. Да. Бил прибран, бил трпелив и така натаму, значи тоа е... И за малку ќе паднеше, беше истуркан надвор од патека во прва. Да, тоа го заборавивме, да, најбитното, да, значи во карамболот со Бањаја Мир и кој беше уште некој? И Бастијанини кој што ги собра, беше за и он вклучен. Интересна работа е што каже после трката Зарко дека он не ги уклучил right height девајсите затоа што не бил сигурен дека на дожд дека ќе може да ги деактивира во првите кривини, така да уопште не ни тргнал со оној низок мотор како што е слаб старт. Да, тој имаше така, слаб старт. Можно и Бањаја така да стартувал, па да не знам. Ќе видиме, ајде више од оправдување зошто, како што, веројатно им е на сите преку глава и на него му е преку глава. Имаше многу интересен кадар на почетокот, која го поминаа загревачкиот круг и влегоа сите да менуваат мотори од гуми за суво на гуми за мокро. Она првото влегување. Сега хронологијата која запазиме, Господ нека ни помогне, ќе видиме дали ќе ја запазиме. Може ќе утнеме, да. Да. И кога дел од возачите тргнаа на излезот од боксот и кога се прогласи трката нели застопирана и да се процедура повторно за повторен старт се воспостави, односно се ресетираше трката. И се враќаат сите у боксовите, се враќа Маркес прво, па после Бањаја, Тардоци излегува од боксот на Бањаја, пројде покрај Бањаја како покрај турски гробишта и влегува право боксот на Маркес и нешто, знаеш, им ги стекулира на инженерите нешто као да се погрижат све да биде окей со Маркес, знаеш. И тоа беше, ќе ти пуштам, или ако можеш реплей да направиш, тоа е, значи, буквално после првото влегување на промена на моторите, на самиот старт. И малце, пази, тоа не е тоа нешто намерно дека го направил Тардоци, едноставно, веројатно вербата дека Маркес има повише шанси да направи нешто во таа трка го повлече повеќе на кај Маркес. Сега испаѓа дека ја нешто измислам, нека погледнат сите, ќе пробаме да го најдеме тоа парче па да го извадиме, ако можеме да го залепиме. Контекст Ниџо сега, ајде не вади го. Али беше баш онака за некој... Марк рече дека следел Алекс шо прави, се што Алекс бил напред и него му било битно, Алекс кога веќе двајцата се во бокс. Тоа беше друг еден пораз за Пеко, каде што знам. Не, се зезам за друго, пошто Алекс беше друг пораз за Пеко. Алекс рече кога ја следев шо прави, Марк рече ја следев шо прави Алекс, пошто Алекс му е главниот конкурент. И кога стил шо и да направи Алекс, ја ќе направам кон него за да не ризикувам дека ќе направам нешто поразлично или полошо од него за да ми избегам. Тоа беше веќе второто влегување во бокс, беше кога од гуми за мокро влегува да менуваат у гуми за суво. А Пеко остана на стазата во тој случај со гуми за мокро. Ајде да направиме оваква некој пресек, пошто ќе направиме попарација. Не беше така, обратно беше. Значи обратно е. Обратно е. Загревачкиот круг го тргна со гуми за насуво. Суви. Така. Не, со гуми за мокро. Со гуми за мокро. И влегува внатре земаа за суви гуми. Знаеш која заврзлама е ова? Не влегува два пати у бокс. Не влегува два пати у бокс да сменат. Еднаш влегува у бокс да сменат. Значи, правомовите од која тргна трката, од која стартуваше трката, добија по 2 круга пеналти и еднаш само сменија мотор.
Пошто по твојата логика, ако тргнале со гуми за мокро, Маркес и останатите, Не, со гуми завршија за со сува. гуми за мокро. Чекај. Па тоа ти Значи кажувам. загревачкиот Значи, сајтинг кога лапот го стартуваше тргнаа на суво. Да. со гуми за мокро. Не. Добро е, ова ми се свиѓа. Нема сценарио Ќе треба да го напишеш колку избришеме била ова. збунувачка. Ќе треба да го избришеме овој дел. Значи, ајде вака, излезе Sighting Lab. И они излегува со какви гуми? гуми? Со гуми за Со насува. мокри. За мокро. Не. Да. Не, Да. па после Sighting Lab-от мафта со бело знаме за да им кажа дека е wet race и дека може да ги менуваат моторите. После Sighting Lab-от. Во текот на Sighting Lab-от, ствари. И добро се по твојата логика, стартува трка со гуми за мокро. Да, после Sighting Lab-от, од која влегоа сите у бокс да сменат гуми за на мокро, влегоа пак на уште еден круг, нели, брза процедура за стартување, се наредија повторно кај стартно целната рамнина, кај што продолжија Бањаја, Зарко и компанија. Добро. Ти да. го броиш пред warm-up lap, ти броиш Sighting Lab. Да, Океј, да. Добро. Затоа А што натака ја не знам натака и ја да ти после кажам warm-up, што. затоа што после warm-up lap влегува во бокс да сменат мотор. Да, точно Еден да. куп. Океј, значи Sighting и warm-up, тука беше разликата. Така е, Јас зборувам за warm-up, после warm-up ти зборуваш за после Sighting Lab. Океј, пред 15 минути предходно правиме муавец, ти пред целата процедура. Па не е 15 минути, тоа ти е круг за круг. Не, буквално круг за круг беше. Значи ако завршише Sighting Lab-от, да заврши. Да. Значи вака Sighting Lab-от стартуваше со гуми за насува. Sighting Lab-от така си дојде. Се наредија сите за старт. Го вртат првиот круг и почиња бело знаме да вртат дека е трката со услови за дожд и дека може да менјаат мотори. Влегуваат сите у бокс без казна, затоа што така официјалното известување на дирекцијата на трката е дека може сите влегуваат точно. Сите тогаш влегуваат, да. Добро. Ако излегуваат бокс, кога го свртеа уште едниот круг, тогаш видоа некои дека се заебале и влегува дека се Да. И влега. Освен 8, мислам дека 8 возачи остана, нешто така, мислам дека беше, што нема везе више со старото правило да е испод 10, изнад 10 и така натаму, сега имаат казна со 2 long lap. И ми се допадна што кога тргнат трката, требаше еден куп возачи да добијат 2 круга долги кругови да возат. Дорна почека, мислам 2 круга ако не се лажам, за да ги издаде казните, за да се малце направи разречување, да не биде нов хаос на патеката. И ми се чини дека барем во распонот еден круг, едно по едно ги активираше, барем од она што можевме да гледаме ние на дисплеј, на екрани, на преносот, ги активираше тие пеналите. Зато не беше сите одеднаш као преку ноќ 15 возачи, 10 возачи да добијат double long penalty, туку на групи по 3 по 4 ми се чини во тек на еден круг или 2 круга ги испорача. Што во суштина беше окей, затоа што се прави помал притисок дека нели имаат XY кругови во кои што мора да ги извозат тие long lap, мислам долги кругови. И можеш да тактизираат, мислам дека се до 3 круга од кои ќе ја добиеш, нели? Да, мислам дека се од 2 до 5 круг, ако од почеток, ако си казнат на пример пред да почне трката. Ама не бе, они казнати пред да почне трката. Така, да. Нифи ми активира казната покасно, да. Да речеме од 3 до 6 дека било нешто така. Да, апсолутно. И тоа беше окей, затоа што не настана хаос таму. Значи успеа Дорна да го изменаџира тој момент прилично солидно, затоа што немаше никаков хаос на гужвање, судирања и слично, кога возеа луѓе долги кругови. Имаше во една или две ситуации кај што 3 возачи во исто време влегоа да возат долг круг, ама не беше никаков проблем, тој немаше никаква Добро, тоа си го проценуваат самите возачи, пошто не е сигурно пријатно 10 луѓе одеднаш да влезат и они гледаат самиот водач, ама ако немаш избор, ако те го стесни изборот, ако знаеш дека 15 возачи мора да направат у следните 2 круга, ме свегаш, сакал неќе да има гужва. Да.
Ако мислиш дека тоа беше намерно од страна на Дорна, Се надевам поеднаш. Да. Мене знаеш што ме нервираше малце, што не направиле една обична проста дистинкција меѓу еден долг круг и два круга со различна боја, например, на таа казната. И тие што поминаа еднаш да го одлежат тој долг круг и тие што имаат два круга иста боја има. Знаеш, и сега ти малце си, ако не следиш онака со на 15 монитори, нема да знаеш ташто што се десило. Ама не сум овакво доволно платен за тоа да им го кажам на Дорна. А види, реално стварно не можеш ни у најлуда стимулација да го предвидиш се ова што се случува. Не, окей, ама реално на една трка може само 20 возачи во исто време, не мора да се 15, да има таква казна. Да, и пак нема да знаеш кој бил еднаш, кој бил два пати. Мислам, тоа е нешто просто решение, не е некоја филозофија, ама нема текнално. Да се вратиме назад на трката. Што уште треба да кажеме? Од овие што завршија, кого треба да спомнеме? Чекај, тек почнавме кај warm-upот сме. Нема, тоа треба анализа, онага frame by frame да правиме анализа. Не, ја сега пуштив пак да ја гледам, ама не успеав повеќе од 7-8 круга да изгледам, пошто нема време. Јас ја гледам сигурно уште 2-3 пати, пошто си барава како гледа. Не, пази, целата драма до 8 круг реално се дешаваше. Во 8 круг веќе се наредија Зарко Оливира, Маркез, Алекс Маркез и речи го Емалиов, Алдегер. Нешто така, значи веќе се знаеше тука што како, мислам се знаеше. После тоа се воспостави дека не се знае, ама тука веќе негде беше се гледаше нешто појасна слика. Од 8 круг до последен круг до 26-ти беше драмата 25 или 6 како беше, да. Драмата беше за дали ќе падне Зарко или не, тоа беше драмата. Веќе немаше драма дали ќе го стигне некој. Сите други, било кој друг дали ќе остане. Немаше веќе дилема дали ќе го стигне некој. Тука немаше дилема, тоа беше решено. Само сите гледавме да секој круг, секоја кривина и добро што него послуша неговиот како се вика работодавач Лучио Чекинело да успори. Пошто он му викаше, нели, успори, имаш предност. Ама добро што не го послуша. Ја мислам дека ќе паднеш ако го послушаше, пошто ритмот што го имаше очигледно природно му дојде, не правеше некои екзибиции, глупости, него беше влезено во таков. Ја мислам дека тоа е транс, човече, тоа не може да го Once in a lifetime. Начин, тоа е толку е. Да, скроз. Влегуваш од транс, немаш он 15 минути после трка не знаеш уште што му се случува, бе, тоа не ти се верува дека си го помнил. Тој да го стави уште 50 круга ќе извозеше такви, бе. Грч, таков беше онака, сам сите беа грч, мазлане, ама што се фокусирани, кој знае колку е заморно тоа, чече, мислам, ќе застанеш, немаш ни да дишеш сигурно у тој момент. Тој нема да може да се прибере 1-2 недели после ова, не заебава. Добро, да биде целата приказка, нели, уште поголема, рекорден број на публика, на Леман. Мајка му после 17 години на трка дошла да го гледа, овој победува. Абе, звездите се овакво се поклопиат звездите, тоа е, се подредиат звездите, нема тука што го преки на низот на Дукати на 22 победи и го остана на еднакво рамниште со Хонда и да биде, нели, како се вика, иронијата уште поголема, Хонда го прекина. Низот на Дукати 22 победи. Да се останеше Марк Маркез да си вози за Хонда, еве ти си тепаше сега, ја не знам што му требаше да ме. Како не? Шала. А замисли, она што го кажа Оксли и Бом, колку мајци останале и штампани 25-та рекордна победа. Такви има на секои ивенти, на онакви големи, не знам, Супербол, финалиња, кои што нели двата тима може да станат шампиони на крај. Сигурно спремни се и двата тима за мајци такви штампани. Имаше, мислам дека аукција едно време имаше на такви ствари, на неупотребени мајци такви. Да. Шампиони. Може да има и редовни такви. Никад не се десило. Слушај, ова ти оние хаштаг на социјал медија, никад не се десило. Многу ме прашуваат за ова и ова, сакаш како не се десило. Не се десило. Да. Мајко. Добро, види, све е ова супер,
мораме малце да прокоментираме и за спринтот, затоа што беше тотално различен. И врати се пред спринтот, темо. Што? За пол позиција. Фабио пол позиција со, значи делириум. Ја урлав по дома ќе ми избркаа, не очекував дека у петок и у сабота толку многу ќе се радувам. Значи у петок кога ги постави времењата и у сабота са бајле, значи како ти кажам. Замисли публиката картон рана фаза. За публиката кој ролер костер беше тоа? Замисли сите фокусирани на Фабио, им носи пол позиција, не знам, у FP1 пред пол позицијата беше исто на прво место. Паѓа у трка у сабота. Не паѓа у трка, победува стартува пак трката. французи. Ја стартува трката. Да, со една секунда, кусур напред на Маркез и тргнува да вози, сикаш неверојатно што се случува, ме сваѓаш као дали ова можно, вози, држи таму колку беше 4-5 круга, не знам колку извозе, поминува лонг лап пеналти, го извозува идеално. Не знам што да кажам, тоа е тоа. Мислам, на срце ми лежи, ама свака час, мислам. И за во саботата на спринтот ми беше криво затоа што буквално беше што викаат американци, не се англичани, sitting duck. Се гледаше дека не може на неколку дела од патеката да парира на Дукати. Не можеше ни да врати, значи тоа беше најголем проблем. Знаеме сите дека излезе мотор пред него, многу е тешко да се врати. И покрај тоа што двете борби што ги имаше со Марк и со Фермин Алдигер беа лудница. Да. Тоа сакам да кажам, му врати на Маркес после првото претекнување, она долга лева кривина како ја извади од надворешна страна. Тоа беше чисто онака на адреналин извозено. Немаше тука ни калкулација, ни мозок, ништо. Значи го извозе онака, не те пуштам, па што сака нека биде, а после тоа џабе, да. И Алдигер имаше мушки дуел со него, малце можда преагресивно, поагресивно, не преагресивно, ама и Алдигер покажа дека не е тука дојден случајно и не е дојден за се зеза. Да, апсолутно да. Мислам, да, окей, беше побрз, не беше толку многу побрз, за да може, нели, онака лабаво да си го помине, затоа што нели имаше еден, второ обид и така натаму. Не му избега толку многу после тоа, мислам, до крај. Пак беше некои 3 секунди, ако не се лажам, иако Марк успори на крај во последниот круг, ама ми се чини дека и да не успореше Марк, немаше да биде повеќе од 5 секунди позади Марк. Што во суштина кога ги погледнам сите други, не беше толку многу страшно. Ама апсолутно добра борба имаше. Не беше цела трка толку многу возбудлива, немавме на крај по возбуда повторно, ама за малце, нели, мање више 1, 2, 3 Дукати, сега бил, не бил Пеко, Алдигер, Фермин, тоа е тоа. Да не забораваме дека Пеко уште таму падна, нели, или спомнати преска. Така да му почна викендот онака баш на Бош. И мислам дека неговиот пат беше конечно као ајде да не калкулирам, да не соберам поени, него да загризам, пошто нема више од моторов шо да ми го прилагодат на мене. Ме заборавивте приказнава и човекот рече ќе возам сега како што треба под наводници да се вози, ама Пеко е толку деликатен возач да треба да го осети моторот како што он сака да го осети за да биде победник на 11, победи лани, заврши он победник, така да не 11, нешто така 11, да. Не дека сме го заборавиле Пеко, ама очигледно дека отидол некој сосема друг правец Дукати со развојот и дека му го изместија сетапот, односно филингот на моторот скрос. Сега, како што и самиот кажа Пеко, на марки на трактор да му даеш ќе извози он добро. Да, ама не може да бидеш шампион ако даваш такви изјави, реално, ме сваќаш, значи не може. Реално да, ама толку е даун да више не размислува што спори, не се пази веројатно или е искрен од секогаш бил искрен дечко.
никад не бил нешто со... Не дека не е вистина тоа, ако на времето Роси кога дојде со Ямахата и кога рековме на точак да се качи на точак и ги победи, Патен Мак ги победи и на точак во четвртокот. Да. И тука мислам дека као беше крај, као и мојот беше као нема тука што тоа се мараме, морам ја да победам и тоа е јасно. Тоа му е крвта на него, види, сезонава докажува или е у гравел, у песок или е на прво место, нема кај него средина, така да знаеме со кој си јаме работа, што тоа е тоа. Оваа трка му беше можеби одлучувачка за титула, не верувам дека толку тесно ќе биде на крај, меѓутоа за да се насочи, да се фокусира на освојување на титулата, а не само на победи, нижење и да покаже колку е он уствари подобро од другите, едноставно со мозок извозе со глава, си рече ова Зарко нема да ме пушти на домашен терен секако. Не знам и дали беше у состојба да го стигне воопшто за да се бори со него. Во изјавата он сам рече пробал и дека останало 8, не успеал 2 или 3 круга поредно да симне. Тоа. Разлика и рекол тоа е тоа, не можам. Да, ма стариот Маркес мислам дека ќе пробаше. Иако ќе знаеше дека не може, ама ќе пробаше. Да, апсолутно. Тоа сакам да кажам, да. Да. Така да многу од негова страна по победничка трка, да кажем. Ајде, ако е на Зарко јуначка тркава, за него е победничка. Како сакаш? Може ли да си ја споделам мојата нова теорија развиена за Дукати 25-ката и 24-ката? Ајде, може да помуабетиме. Нема да те оставам. Значи, да, муабетот е дека сега веќе мање више помалку или повеќе е известно дека 24-ката е подобра од 25-ката. Посредена, ако ништо друго. По-комплетна, по-предвидлива, по-стабилна, не стабилна во смисол стабилна на патека, туку стабилна како пакет што им се нуди на возачите. Затоа што гледаме дека на таа 24-ка и Френки Морбидели се врати од време на време, нели се враќаат живите. Затоа што гледаме дека Алекс Маркес е одличен, затоа што гледаме дека Фермин Алдигер е одличен. А од друга страна, на другите 3 25-ки, освен вонземјанинот Маркес, на кој што буквално изгледа не му е битно што ќе му даеш да вози, нели трактор муабетот, другиве двајца, Пеко и Фабио Ди Антонио, макамачат. Значи, Фабио Ди Антонио не може крај со крај да врзе. Значи, особено овој викенд, суво, мокро, нема врска, имаше катастрофален викенд, се изгуби комплетно. Бањаја еве го слушаме со изјавите, цело време вака било, така било, онака било. Сега мојата теорија вика дека Дукати намерно ја направиле полоша 25-ката за да не биде толку многу неинтересна сезонава марка што ќе ја вози. Рекле, ај ќе оставиме 24-ка, пошто нема смисла ако му даеме него, нели, уште и добар мотор, најдобар мотор, кој што ќе биде. Пошто сега нема најдобар мотор. Еве конечно може да се согласиме дека го нема најдобриот мотор на патека. Као Тардоси што го тешеше Марко у саботата, што не освои пол позиција. Абе вика поинтересно за публиката французи пред француска публика. Го тешеше на тој начин, не ми се верува. Какво срце е Тардоси е легенда, стварно. По сериозната оваква предпоставка за што се дешава, мислам дека е тоа што само Пеко и Диџија ја возеа ланската 24-ка, а да вие што ги спомна. И они може да направат дистинција помеѓу 24-ката и 25-ката. Морбидели возеше 23-ка лани, и сега вози 24-ка, му е топ. 25-ката не ја знае како изгледа и тоа е пресреќен е сигурно што не знае како изгледа. Маркес исто 24-ката. Така исто. Маркес 23-ка, сега вози 25-ка во теорија. И у однос на тој монструм од 23-ка, нормално дека 25-ката му е топ, така. Алекс Маркес исто од 23-ка на 24-ка још боле и затоа веќе се израмнија со перформансите со Маркес. Така да Ама пак го имаш Алдигер што Стефте ја вози 24-ката, што не возил ништо претходно. Да, ама ако се сложиме дека 24-ката е најдобар мотор на сите времиња, онда зашто да не биде добар, така? Ако му дава на самодоверба, ако му влева, се понаша добро и на мокро и на суво и така натаму, зашто да не, и Алекс Маркес го претекна, Маркес во вакви услови што не можеше да се замисли претходни сезони. Сега на оваа трка го претекна.
Што не се десило Да. до сега. Значи дефинитивно има проблем тој преден крај на моторот. Тоа што Маркез го правеше и на Honda ги компензираше сите недостатоци на моторот, сега го прави и тука. Сега меѓу време добивме информација конечно и дека и моторот као спецификација е некој хибрид измеѓу 24 и 25 и е хомологиран како таков и дека не може да се вратат на стариот мотор дефинитивно на 24-ката. Да, значи не само на стариот мотор, но и на старата шасија, пошто моторот има различна поставеност и различни држачи и тоа се предпоставува дека е така. Цел пакет иде врзан, да. Значи они се заглавени со овој мотор наредни 2 години, тоест година и пол, сега веќе пројде пола година, небитно. И стварно е прашање, не знам, наредна година да може 24-ката да ја хомологираат наместо 26-ка. Тоа сакам да речам, дали може до година да ја гледаме пак 24-ката. У меѓувреме, оно што го зборевме уште лани, мислам, дека при крај на сезона, дека концесиите ќе почнат да функционираат, се случува, ова не е Фабио случајно сега се разбудил од спиење и решил дека добро ќе вози. Значи, концесиите функционираат полека, се средуваат моторите се повеќе и повеќе, гледаш имаат 4 варијанти на мотори, линиски 4 цилиндричен, V4, 850 V4, се збори линиска дека четворка имаат, дека можно и со таква да настапат во 2027. Значи, они ги вагаат работите, ќе се смени динамиката на самиот мотор со намалување на кубикажата. Нема да само кубикажата да се смени, туку ride height девајсите, аерото, помалци и така натаму, може пак ќе бидат интересни линиските, знаеш, малце. Да, ако ја нема таа аеродинамика, може би линискиот ќе се нема да губи толку многу, да. На праветот нема да му треба таква монструозна снага, например. Не знам, ќе видиме. Така да за среќа Ямаха има толку многу инженери што и пари за да вложат во целиот тој развој. Ја не верувам дека ни еден тим во моментов толку вложува како Ямаха. Honda веројатно, да, секако. А види, Дукати вложуваат ни 100 години наназад, може да, вложува врзани им се рацете во мотори, ама вложува во технологија, не зафркава. Да, заради концесиите им се врзани рацете за да направат нешто повеќе сега во моментов. Иначе знам дека до тука не стигнаа они случајно, тама работа. И така да интересен период. И да ја врзаме тука приказната со тоа што денес го слушнавме. За Априлија? Дека Хорхе Мартин почиња да му шета опашката, што го рекле, наравно. Дека размисла да го раскине договорот со Априлија и веќе предпоставувам јас, иначе не би му текнало да прави такви скандали, дека сигурно има нека конкретна понуда на маса. Може би се рекла понуда, него некој може би му отворил опција, ме сакаш. Иако да бидам искрен, сега да му отвораш опција на Мартин е огромно кладење, огромен ризик. Не знаеш како ќе се врати и дали ќе се врати и колку ќе се врати. Пошто сериозни повреди многу време, не е проблем времето на возење, него сериозни повреди се упрашање. Па види у Катар он се врати. Он се врати и тоа со претекнување на Бања се врати со истиот мајндсет. Он физички не можеше да издржи, затоа падна. Јас сум убеден дека затоа што беше премногу слаб веќе физички и концентрацијата нормално падна и затоа се здроби уште еднаш. Иначе он се врати пак со истиот мајндсет, со истиот сетап да покаже нешто. Да извади нешто. Ајде, ако некој случајно не прочитал и не видел, значи во договорот на Хорхе Мартин со Априлија стои клаузула која што викала ако не е во борба за шампионска титула до трката во Леман, дека може да се активира клаузула која што вика прекин на договорот на крај на година. Значи да не е за 2 години, туку да се заврши после една година. Сега прашањето е кој смее да ја повлече да ја активира таа клаузула, пошто мене тоа не ми остана јасно. Мојот го извади motosport.com као премиум, извор за ваков тип на информации. Наводно Хорхе Мартин дошол во Франција со кола, довозел, ама не дошол на патека за да не привлекува внимание, за да има одредени состаноци и слично. Тоа се шпекулира. И муабетот е дека се преговарало да се одложи таа одлука од кога може да се активира таа клаузула до септември, ако не се лажам, не знам само до кој е Гран При, Силверст, не. Некој друго Гран При беше во септември. Нешто некој друго беше.
да се продолжи важењето на таа клаузула до септември, па тогаш да се разгледа опција за раскинување на договорот. Ама ова значи дека ништо друго освен двата јапонски бренда дека решени се да се вратат назад и спремни се да фрлат многу пари. Затоа што очигледно гордоста им била сериозно многу повредена. Прво, второ, иако не го доведувам овој муабет во контекст со следниот што ќе го кажам, меѓутоа денеска, ако не се лажам, или пред неколку дена излезе вест дека КТМ ќе го раздвојува седиштето и ќе го префрла во сопствеништво на друга фирма во Швајцарија, тркачкиот тим. Што во основа може да значи и пак индикатор на подготовка за продажба на тимот, односно менување на сопственици. Онаа теорија моја со BMW, дека може да им го дае, нели КТМ да им го дае на BMW тимот за да влезат комплет во некаков си тип на нели аквизиција или што и да е. Така да не се овие една со друга вест поврзани, меѓутоа се нели за некоја следна година муабети. Ова со Мартин стварно ме изненади, да бидам искрен, ама ништо чудно да некој од јапонциве му доаѓа му тропа на врата и му вика слушај, ќе ти даеме многу пари. Веројатно новој не му е до парите сега, туку му е до тоа што може да се очекува од производителот. Затоа што Априлија нема да има пари никогаш колку што има. Чека на кратко. Колку што има Yamaha или мала дигресија на темава. Да. Ајде. Се слагам и ќе се надоврзам само еден твит што го сочував за да го прочитам. Сега ти ми се намести за читање. Твитер има Sofa Racer, еден лудак кој што страшно добри твитови пишува за мотори, веројатно е некој бивши тркач, не знам, или новинар. Пишува breaking news. Toprak to Aprilia on a BMW branded KTM designed by Honda using desmodromic valve gear from Ducati and run by Pramac Yamaha. Вижте колку лудо. Остана нешто нечепнато, не? Само LCR не спомнале. Гресини и LCR не ги спомнале. Апсолутно се додоврзува на муабетов што го правевме до сега, дека е тотално лудо ова све што се случува. Ја некоја си моја оваква логика нанишкава, ја гледам уште лани кога Дукати него зема Хорхе Мартин у фабричкиот тим и кога он малце брзо плето потпиша за Априлија, ако памтиш викенд пред да кажа дека потпишале. Тоест не викенд, еден ден беше како беше у понеделник за Маркез кажа, он у недела потпиша онака брзо потезно со Априлија. Мислам дека и он не беше сигурен дека е тоа вистинско решение, едноставно Афект го направи потегот и кога се прават работи Афект обично вака завршуваат, исто така у Афект. И можно е да уште од тогаш не бил сигурен ниту задоволен од изборот, ама што да правиш, гордоста не те дозволува да продолжиш да возиш за сателитски тим. И можда имал паралелно понуда од некој тим кој што тогаш не бил атрактивен, ама сега е. И така. Ето така. Знаеш што мислам дека сакаш да кажеш? Дека ти не се охрабруваш, а ја ќе го кажам тоа што го мислиш и ја што го читам вака преку екран. Дека Пекок иде кај VR46. Не мислам на тоа да кажем. Али тоа ти држи вода моја. Мада не верувам дека Хорхе Мартин тогаш би се вратил сепак у Дукати, сепак гордоста му е преголема. Ама знаеш кој мој за да биде газењето на Пеко максимално. Максимално да биде газењето во Априлија да отиде на негово место. Не. Знаеш кој му е најдобар другар на Хорхе Мартин и кој го убеди да дојде во Априлија? Овој бе добро Еспаргаро. Кај е сега он? А у Хонда? Можна да иде како први, така други да биде. Слушај, мали, ти кажам за Априлија, бев ја таму, ама се у Хонда сум, дој си тука. Веруваме, која сум ти излажал.
Кога сум те, Лани се. Кој го слуша подкастов, нека се препознае колку другари има такво што му кажале во живот. Кога сум те излажал? Добро, во секој случај забавно, мислам, имавме екстремно многу возбудлив викенд. Јас стварно се уште си ги гледам по 100 пати видеа на татко му и мајка му кога плачат, кога рикаат, кога оиде сталтото кога го прави се и непроценливо. Тоа го нема, човече. Не можеш да го изрежираш ова тие жива драма. Па она смешка со забот што му фали на татко му кога кажа пред 3 дена дека му паднало и дека рекол што ќе го правам, дека ќе се смеам на тркава, нема причина да се кезам ја толку да не го снимаат забот. Звезда на трката беше те човекот. Неверојатно беше, стварно. Да. Епа тоа е тоа, затоа деца гледате трки, слушате на нас постарите. Слушај, мала дигресија. Вчера пуштив NBA ќе гледам и гледам Денвер и таму не знам кои играат, Оклахома или Минесота или поименам како се вика. И емзата да ми кажеше ништо не ми прави разлика. Катастрофа, брат. Значи онака гледаме сикам, златно MotoGP. Да. Секој спорт си има некој момент магичен. Тоа е го начекам. Удри се. Добро сега. Слушај, ама кај бевме минатите трки кога беше све предвидливо 1 2 3. Мјау. И другите трки не беа лоши, не знам дали ги гледаше тројките, двојките. Сега тројки не гледав, двојки изгледав, крајот го гледав на двојките. Ама и ми избега напред Гонзалес, не беше интересен. Канет се бранеше да задржи. Позади беше така малце поинтересно, а тројките беа окей затоа што Давид Муњас пак направи овакво еден непромислен потек во последна кривина и ако не знам дали гледаше ќе се вратам на MotoGP да не ни замери некоја зло душа, дека не сме го спомнале прогресот на КТМ. Тројцата беа еден до друг на двете трки и се бореа меѓу себе во поголем дел од времето. А Коста неполни 2 недели после операција на arm pump, враќање назад и возење машки, свака му час. Извозе добро, двете трки падна во последниот круг на последна или предпоследна кривина на спринтот. Последна. Срцето се искине, ама се друго се извозе поштено. Биндер, очекувавме дека ќе направи поише вчера, ама тоа. Да. На спринтот дали го гледаше Вињалес какви линии возеше позади Акоста. Ја немам видено возеше линии свежи и диво возеше што не пробал. на цела стаза од лево на десно и пази држеше чекор и го напаѓаше и го претекнуваше па губеше позиција, али ја не сум го видел така како пуштено од ланец беше. Собирал податоци. По цела стаза. Кона гоу-карт игри на вако ги собираш тие печурките лево десно. Не, као иди собери податоци, знаеш, од тркачка линија, све е за мене тркачка линија. Цела стаза е тркачка линија. Добро, ничо. Весело, убаво. Да се надеваме дека Силверстон ќе ни донесе барем приближно волку возбуда, како што ни донесе овој викенд во Франција и дефинитивно лани го реков тоа, годинава само спомнав, ама ги сменив приоритетите, мора да се оди на Леман на трка. Мора да се оди да се доживее тоа искуство таму, кое што верувам дека ако не е на ниво на Муџело од златните денови, барем е приближно до тоа, како лудило. Ако, не знам, се надевам дека не е поише, пошто ќе ми биде криво, а се дека не отидам, ама мора да се искуси, пошто се ова што го гледаме преку екран е неверојатно возбудливо и добро. Не, тоа баш енергијата што се ослободуваше од публиката беше стварно нешто невидено, нечуено. Не знам на фудбалски, не знам светски куп финале, нешто што и да е, што може да се спореди, такво навивање од 100 колку рекоа 110 дента дека имало. Не знам точно колку рекоа дента, 300 и кусур као цел викенд, што значи околу 100 и нешто. Да. Мада и у петок беше полно, човече, мислам беше трибините што беа фули во петок, така да.
Да. Ама и претходните години кажува коментаторите дека ваква атмосфера као на Леман што има нема нигде, така да не е ова дека сега победил Зарко, него има традиција таква, имаат и ивенти, музички концерти и така натаму, значи треба да се доживее тоа дефинитивно. Само што ако добро сфатив, камповите се надвор од стаза, не се во самата стаза, за разлика од Муџело каде што имаш кампување на самата патека. И журките се околу на зелените зони на самата патека, ама очигледно не е ова толку многу далеко надвор од патеката, затоа што возачиве во најголем број ситуации, освен Муџело, спијат на патека. Муџело не спијат на патека, пошто не можат да спијат на патека, пошто тоа се журки, тоа нема спиење. А на Леман веројатно они спијат на патека, ама кажуваат дека е гласно, што значи камповите се прилично блиску и дека таму се дешава се што се дешава. Да. Живи били па видели. Така е. Да се одјавиме, а? Ако не па. Да, се одјавуваме. Да, не спомнавме, ај на кратко само јас не бев нешо мут за Супербајк да снимеме цела епизода. Можеш на кратко да кажеш прва. Не можам што N2-3 исти беа сите три трки скоро речи. Булега ги победи сите, Малтане преташе како така во калта на почеток Топрак, се обиде нешто да направи, свати колку е саат. Они двајца беа звезди на трката, дефинитивно. Да. И затоа никако не бев инспириран. Просто Мојот Пулен имаше катастрофално лоши квалификации и од тука више тргна све надоле. Ништо не можеше да направи сериозно. Така да кажа нешто четврто, петто место нешто, а усеплитка тука. Што е интересно за Топрак како се оствари на трансферот негов за наредна година. И тоа беше интересното, друго немаше нешто познато. Да. Добро, тоа е тоа. Колку заслужиле, толку ќе ги зборам. Чекај, ти кажам нешто сега што го видов случајно, пошто ми остана телевизорот уклучен и ќе те направи тебе среќен. Ајде. Марија Херера освои четврто место во Мото. Знам. Да. Ја гледав првата трка, не ја гледав втората. Да, јас обратно ја гледав првата, јас снимив втората, ама не можев никако да ја уклопам у распоред више за гледање овој викенд и ми остана неизгледана, ама го видов резултатот и баш ми беше кеф, онака што успеала она да се избори. Имаше еден одвратен инцидент у првата трка, не знам дали го фати на реплей, ќе ти го пуштам пошто го нема по социјалните мрежи, излетување на бразилецов. Го видов. Преку него што помина тој. Значи го собра као го видов. И тоа во живо го гледав. Само една скршеница за среќа имаш. За среќа. Ја мислам дека се живо да го кажавме доста, да? Доста е. Рукискап нешто, да не забравив. Не гледав ништо што рукискап, кај рукискап. Се зезам, ништо доста. Драги гледачи и слушатели, на прсти што се броја слушатели на Spotify, не знам на iTunes, немам статистика, не знам кај се гледа. Не, уствари, Spotify ми дава статистика, пошто фидот е таму. На прсти што се бројат слушатели и малку повеќе прсти, односно повеќе раце гледачи, ви посакуваме пријатни 2 недели до следната трка со желба да има повеќе возбуда, како што имаше и на оваа трка. Поздрав. Live long and prosper. Чао. Чао.